Да, се враќаме во студиото. Пред да почнеме со разговорот, сакам да ја прашам за ова што го потенцирате цело време во текот на емисијата за бившиот премиер, не сакам ни името да му го спомнам, но го спомнувате Сашо Мијалков. Зошто така ги мислите дека има разлика? Има разлика. Им давате разлика. Има разлика. Сашо Мијалков е креатор на онаква констелација на бизнис односи како што е поставена во Република Македонија во време кога беше незаконито директор на УБК затоа што на терминалот на МВР уште стојат тешките кривични дела што пред тоа ги направил. Значи не минуваше кривична евиденција за да стане директор на УБК, ама тоа е беше друга тема. Значи тој раководеше со комплетниот бизнис во Република Македонија и со рекет. Груевски сакаше да стане цар, еве му го изговарам и презимето. Значи неговата мајка беше замислила Македонија да стане царштина, затоа беше она хунзите, па тие шеми прајни, за да најдат некакви корени, да измислат приказна, за да воспостават царштина, да биде царска Македонија. А ви ова не го кажувате иронично, еве иронично. Не, ја ова го објавував. Значи има цел елаборат направен на таа тема. Значи, Груевски од мал е воспитуван да стане цар на Македонија. Сашо Мијалков само е бизнес deal oriented и стана собственик на Република Македонија по службена должност, сега по неслужбена должност, затоа што граѓаните на Македонија гласаа онака како што гласа на оние ненормални избори 2016, кога имавме, знаете што све, да. И неисчистени избирачки списоки, и медиуми неизбалансирани така натаму. Значи, Сашо Мијалков беше тој кому му се сврте приказната и среќата така, за да извади 8 негови должници. Пошто се у должничко-доверителски односи, бидејќи ВМРО ДПМН е трговска фирма, сега е и СДСМ, функционира на конкурирање, на назначување од лидерот, таков е бил статутот и на СДСМ, доскоро немав поим, па кога го читав статутот не можев да верувам. Значи, изборната волја на двете членства е суспендирана и се иде на поставување. У ВМРО ДПМН, еве, јас прв пишував за мениците и ги именував со име и презиме 6 пратеници од ВМРО ДПМН у тоа време. Ја нема да кажам режим, затоа што режим не беше дефиниран на суд, па немаме процес, не е осуден тој режим, режимот само си продолжи. Значи, тоа 11 годишно владење пратениците си подпишува меници. За не, да не им се случи она 2000-та година што се случуваше, па давање гол со пети, па киднапирање за новото парламентарно мнозинство време на ДЕА ВМРО ДПМН. Значи, да се вратам назад, Сашо ги имаше овие 8 под себе. Ги извлекол од граѓанството, ги внел во политика заедно со побегнатиот братучет во Будимпешта, сега тој е главен овде и овие што му се должници, а има многу повише у групата ВМРО ДПМН, требаше 8, ајде ти, излезете, гласете, помогнете му на Зоран Заев. И Зоран Заев, за да ја оствари меѓународната агенда, за да дојде до кандидат за Нобелова награда, за добивање Нобелова награда и за да ја внесе Република Македонија во НАТО и евроинтеграции по онаа брза пруга што никако да ја направиме, не уште кај Белјаковце нема ни шини. И Зоран Заев не можеше без тие 8 души, значи мораше да се договори политички. Меѓутоа со Сашо Мијалков нема политички договор. Значи концесија за концесија. Таа концесија нас допрва ќе не чини, затоа што влезот у НАТО интеграциите подразбира и политичка агенда. Борбата против корупција по агендата за НАТО, ако НАТО не е само војна алијанса, НАТО има свој политички совет, Карл Билд го води. Значи има многу построги услови во борба против корупција како членка на НАТО, него Европската унија. Со Европска унија, еве Турција, 40 години преговара. Па сака, вака ќе прави, па онака, па кога сака ќе влезе.
со НАТО е сосема друга ситуација. И мислам дека Република Македонија, како што и Албанија има огромни проблеми, затоа што е членка на НАТО, има жест, таму ветингот усуството оди баш на брза пруга, сузбивањето на борба со шверц на марихуана иде на многу побрза пруга од ветингот усуството, затоа се сели бизнисот со марихуана кон Македонија. Затоа перењето на пари се сели у Македонија, бидејќи е последна европска перална на пари во Европа. Сите ги згаснаа. Добро, мислите ли дека тој што името не сакате да му го спомнете, може повторно да се врати? Тој не може да се врати затоа што е под контрола на унгарската тајна служба, една од помоćните во светот. Унгарците имаат страхотно моćно лоби и во Европа и во Америка. Значи, тој еднаш таму е пребеган, снема или исчезна, или се некаде по сметки 5 до 8 милиарди долари во негово премиерување, и него како и Драган Даравелски, кога него пушта службата БИА у Србија, нема да го пушти, затоа што тој е играчка во нивни раце, тој преку него, мислам на Орбан и на тамошната политика, и друг премиер да дојде, тајната полиција со тој премиер пак ќе си има договор преку Груевски да се управува со Република Македонија. Толку колку што може да управува, за да ја користи како тег на нивните преговори со Европска Унија, пошто знаеме дека Европска Унија многу што забележува на под наводници демократијата во Унгарија, која сега попушта и таму им пушта порно филм на хрватски јахти на оној градоначалник на Џер, што изгуби скоро, а близок човек на Орбан. Значи, полека ги кршат, ама и додека ги скршат, Груевски ќе биде играчка во нивни раце. Тој по Будимпешта е шетан и по оние ручеци и ваму и таму во возило на тајната полиција на Унгарија. Затоа што ако иде како слободен граѓанин, тоа важи за Даравелски, ќе го киднапира првата средно јака мафија во Унгарија или еве во Србија. Колку иронично што процесот Шпион беше отворен тогаш, колку што знаеме од јавно достапните информации, бидејќи доста беше затворен за јавноста, дека наводно обвинетите шпионирале во корист на грчката и унгарската тајна служба, и на крај тие што го организираа процесот Шпион избегаа во Грција и во Унгарија. Која е таа иронија? Па не е иронија, видите. Или има нешто повеќе од иронијата? Прво, обвинетиот во случај Шпион ги има документирано пред својата служба, разузнавачка, Сашо Мијалков и Горан Груевски, значи документирано со докази пред почеток на конфликтот 2001 како продаваат баш чувствителни информации и документи против Македонија. Горан Груевски е нерезидентен играч на Србија во Република Македонија, бивши припадник на 63-та падобранска единица специјална во Ниш, испратен да дојде да биде офицер во Република Македонија, па од војската влегува во тајната полиција. Не случајно е во Грција. Во Грција е изместен центарот за форензика на сите мејл и СМС пораки на Телеком. Тоа го има направено Горан Груевски. Тој трансфер, заедно со покојниот. Нема смисла да му го кажам името. Пред некој ден човекот почина. Значи, изместен, сите СМС пораки и сите мејл пораки форензички се достапни во Солун. Ние сме изложени повеќе него од времето кога овде беше Космофон, кој си пушти оптички кабли до Република Македонија. Овде веќе нема што да се дознае. Еви да сме шпионирале, а не сме. Не стана збор на 6,5 години судење за моја шпионажа, а обвинет сум за шпионажа. И да сме сакали, не сме можеле, затоа што не можеш од овие на власт. Еве имаме тројца бивши пратеници, сега кој знае колку се внатре во овое собрание резиденти на овој на овој. Значи, нема што ново да се каже при технологија, при прислушни агенции, при Македонија избушена многу одамна. Безбедносно Македонија падна 2001 у време на конфликтот. Да.
Добро, вие пишувате сега на Facebook цело време нешто дека као се подготвувате некоја партија да формирате. Тоа, кажете ми, го правите како Значи не некоја, сериозно или туку се работи за политичко движење Буревестник. А навистина сакате да формирате? Да. Дали ќе се вика партија или политичко движење, мене ми е исто. Значи имаме иницијатива. Почнав со одредени луѓе да се работувам, па им влегоа, почна да ги притискаат, па преминав на друг начин на организирање. После нова година ќе собереме подписи и Буревестник како политичко движење или партија ќе го регистрираме. Се работи за исклучиво онлайн делување, значи нема да искачаме на митинзи, нема да правиме штабови, нема да идеме од врата на врата. Пошто ако направиш штаб, ти пуштаат да ти дреме цел ден пензиониран полицаец, дали бил УБК, дали бил уличен полицаец, и пренесува со кого се видел Зоран, кој дошол, кој што збори, така натаму. Ќе правиме само онлайн кампања. На вакви ТВ дебати, ако доаѓаат, ќе имаме право да се презентираме. Ако не, ќе седат помеѓу мене и вас празни столчиња, како и вечерва. Ќе имаме YouTube канал и ќе се промовираме што сакаме. А имаме програма како да се реши проблемот со джелатското извршување во Република Македонија. Еве го лаборатот ексклузивно, ама нема да го промовирам, не е промотивна емисијата. Само ќе кажам дека имаме стручна екипа која работи на систем за автоматска наплата на задоцнети побарувања од физички лица или во превод замена за блокирање на трансакцијски сметки преку извршители. Извршителите мора да постојат. Ама мора да се сведе нивното извршување на 33,33% од вашата плата, а не да ви взимаат многу повеќе, некому земаат и цела плата или пензија. Значи има механизми кои овде не се воспоставени сосема намерно, затоа што нема политичка волја. Што и да сакате да спроведете во било која држава, треба да има политичка волја. И борба против корупција, и носење на двотретински закон за специјално обвинителство кое не е од времен карактер како СЈО, си треба политичка волја. Ако има политичка волја, ќе се заврши и ова. Значи има механизми кои во Република Македонија намерно не се воспоставени за граѓаните да се постават во робовски однос спрема извршителите и спрема власта. Затоа што тој што е роб и работи зависи од 12.000 денари плата, тој се бори од месец до месец да обстане. Веќе е 14.500 да ве поправам. Добро, нека е и 16, ама не е 40, не е 50.000. Значи, тој што живее на работна екзистенција не бара повише. Тој вика, абе добро, еве овој месец наместо 12 земав 15. Па со тие 3.000 нешто планира, некој кредит пак да се задолжи. И партијата Буревестник, ако влеземе двајца внатре, пратеници, или еден, тој нема да зима пратеничка плата, него ќе зема просечна плата на Република Македонија, разликата до полната пратеничка плата ќе остава кај навистина социјално загрозени категории, нема да наплаќа патни трошкови, ќе се вози со градски автобус и меѓуградски автобус, како што ја, што се возам, нема да има привилегија на пратенички имунитет, значи не треба воопшто, и покрај оваа програма на воспоставување на овој систем за ставање во законска рамка на извршителите, ќе се бориме за воспоставување на регистар на стамбени и деловни единици во Република Македонија. Урбаната мафија у Европа измисли, а домашната урбана мафија тоа го препиша и го имплантира тој систем на перење пари преку градење згради, станови, дуќани и така натаму. Секој оној што нема да знае да си објасни од каде му стан, 5 стана, 10 стана, деловен простор, а ги има многу такви, и ги знам, и ги рентираат, и пак ги рентираат преку трети лица, секој тој станот ќе си го даде на Република Македонија.
Застану да се стави во функција на граѓаните и тие пари да се вратат кон граѓаните. Добро, верувате ли дека можно нешто да направите, бидејќи праксата покажува дека тие мали партии до сега биле на некој начин секогаш потиснати од големите интереси? Мислите ли дека е можно да се пробиете на таа сцена? Па чекате, што мене да ми дадат веќе? Јас сум човек кој го убија 2002 година во радио Тумба. Преживеав затоа што тој што дојде да пука се предомислил, не пукаше, него го сврте кундакот и ме тепаше со кундак. И ја бев цела ноќ у кома. Сабале се будам со сосема нов поглед на свет. Бев у нешто сиво, мрачно и ладно и сватив дека на оној свет под наводници нема ништо. Значи, научив после тој напад, атентат, да си го ценам животот. И ја ви викам дека на човек, освен основни потреби, кои јас си ги исполнувам, ниту имам кола, ниту имам возачка, ниту сакам да имам, ниту ми треба стан. Поевтино се плати кирија отколку да купите стан, па да му робувате да го отплаќате, или да не можете утре режиските трошкови да ги платите. Значи, ние треба да се избориме за едно општество во кое луѓето ќе живеат најнормално. Ја иако сум за сите контроверзен, ненормален, ја имам 2 ќерки и имам внучиња. Еве сега живеам со жена која има прекрасни 2 ќерки. И кај да одам, чувам деца, помагам фамилии. И овие пари од Минчовци, од Орцовци, од ово што сум земал, сум ги разделил. Сум дал на мои соработници кои ми помогнале на терен со информации. На многу луѓе вака сум ги разделил, пошто тие пари се украдени од сите нас. Јас само сум безобразен, дрзок, им ги земам и ги враќам на терен. И истражувам против нивни најблиски. Кои ќе ми се наљутат, доаѓаат други помагат. Тоа се вика у Европа бизнис ангели, само е поставено на многу порегуларни основи. Во Македонија не функционираат законите за да имаме слободен човек, слободен новинар, слободен стручњак. Да, добро, ни истече времето. На крај само ќе ве молам за еден краток одговор. Спомнавме многу имиња во емисијава, како што кажав јас и претходно не сакам да ги спомнувам бидејќи не се тука, но доколку некој од сите овие што ги спомнавте се почувствува како засегнат, дали би седнале повторно со него во студио? Значи, кој да е зборува? Може ли да ви кажам на кој начин? Да, повелете. Значи, закажете со нив емисија, јавете ми 2 часа порано, зашто ако сум убитово треба да допатувам со брза кола, а то се вика во половина ноќ, ако сакате, нека седне овде кој сака, за да разговараме. И да расчистиме пред луѓето. Во Република Македонија од немање дебата 30 години, дојдовме до овде. Нас ни треба дебата, за да се расчистиме кој е искрен, кој лаже, кој е за функција, кој не е. Да. Добро. Господине Божиновски, ви благодарам за гостување. Благодарам и на вас. Почитувани, следевте уште една анализа на телевизија 24. Се надевам дека беше интересна како и секогаш. Останете со нашата програма. Ви благодариме на вниманието.